Децениската јубилејна изложба од меѓународната ликовна колонија Карпино, инспирирана и креирана од конаците во истоимениот манастирски комплекс, преку четката и боите на 17 уметници од Бугарија и Македонија, од викендот е отворена и во Виница. Од 35 дела изработени во рамките на колонијата, 29 се веќе изложени во Виница, а организаторите најавија и подготовка на монографија во која ќе биде сублимирано сето досегашно творештво. Она што е во план после 10-та, значи што ни у програма на мултимедијален центар, бидејќи у депо имаме над 150 веќе дела, едно 100 дела, 100 уметници, 100 дела, една голема изложба, значи која ќе прошета низ Србија, тоест конкретно Ниш, Белград, Куманово, Скопје, Софија и Пловдив. Бидејќи имавме најголем дел уметниците кои доаѓаа од овие држави, беа од Пловдив, Софија, од Ниш, Врање, Белград или тука некои градови, тоа мислам дека ќе биде еден предизвик и за мене и за мултимедијален центар за во иднија да направиме. Она што друго приготвуваме, тоа е монографија за мултимедијален центар Карпино, значи по 10 години. За недела дена Домот на културата Тоша Арсов организираше 2 изложби, а во најава се повеќе настани, од кои голем дел се влезени во националната програма на Министерството за култура со посебен акцент на фестивалот ин Виница Веритас. Најмногу ме радува што е одобрен проектот за фестивалот на коморицата и Виница Веритас 2013 година. Уште повеќе што тој фестивал влезе во 5 нови фестивали кои Министерството од оваа година ќе ги финансира со повеќе средства, значи покрај другите 4 фестивали и Виница Веритас е 5-ти фестивал на кој посебно оваа година Министерството за култура ќе обрне внимание, што значи ќе имаме широчина во и можеме и да ја прошириме концепцијата на фестивалот, значи имаме огромна поддршка од Министерството. Од Министерството за култура ќе бидат поддржани и драмската аматерска представа "Грешката да си жив" во режија на Игор Дамјанов, изложба на Сдруженијето на уметници настапи на мандолинскиот камерен квинтет и на октетот Серенада, како и повеќе